Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видео избор, ви го презентираме и светот на Македонија. Плановите за годинашната прослава на јубилеот по повод Денот на победата на 9 мај во Москва предизвикаат тензии во светот. Московската анексија на Крим и војната меѓу проруските бунтовници и украинските владини сили потсетија на крвавите поделби во Европа во текот на минатиот век и на поствоената советска окупација на источноевропските земји. Западот главно отсутен, истокот главно не. Руската прослава на 70 годишнината од победата над нацистичка Германија во Втората светска војна го подели светот. Повеќето западни лидери ќе останат надвор од церемониите во Москва за разлика од оние источните. Некои лидери ќе одат во Москва, но нема да присуствуваат на планираната воена парада на Црвениот плоштад, што ќе биде раководена од рускиот претседател Владимир Путин. Британскиот премиер Дејвид Камерон, како што соопшти неговиот кабинет, не планирал учество на прославите во Москва поради загриженоста на Лондон за руските активности во Источна Украина. Некои велат дека Камерон не ќе можел да оди на парадата и доколку односите на Лондон со Москва би биле потопли. Таа е закажана на 2 дена откако во Британија ќе се одржат општи избори. Се уште не е јасно дали некои од другите големи сојузници во Втората светска војна, вклучувајќи ги од Соединетите држави и Франција, на 9 мај ќе бидат во Москва. Германската канцеларка Ангела Меркел ја одби поканата на рускиот претседател Владимир Путин да учествува на официјалната прослава на 9 мај во Москва. Во светлото на настаните во Украина, невозможно е за Меркел да земе учество на традиционалната парада на Црвениот плоштад, соопшти представник на кабинетот на германскиот канцелар. Како и да е, таа еден ден потоа ќе положи венец на споменикот на незнаниот херој во Москва. Меркел ја посети Москва во почетокот на февруари годинава заедно со францускиот претседател Франсуа Оланд за да подготват, заедно со рускиот претседател Владимир Путин, договор за крај на борбите во Источна Украина. Европската унија и Соединетите држави ја обвинуваат Русија дека ги вооружува сепаратистите во Источна Украина. Москва тоа го отфрла и ги обвинува Соединетите држави за притисок врз прозападната влада во Киев да војува. Во меѓувреме и претседателот на Европскиот совет Доналд Туск соопшти дека нема да оди во Москва со истото образложение. Од оние што ќе присуствуваат веќе е сигурен чешкиот претседател Милош Земан, кој потврди дека планира да ја посети и Москва и да учествува на церемониите по повод 70 годишнината од победата во Втората светска војна. Ќе им одадам почит на милионите руски граѓани кои загинаа за време на војната. Ќе беше невозможно да се победи Хитлер без Советскиот сојуз, изјави тој за едно чешко радио. Дека планира да замине во Москва недвосмислено најави председателот на Србија Томислав Николич, кој ги отврли како неумесни советите на некои европски политичари да не го прави тоа. Грчкиот премиер Алексис Ципрас, кој планираше да присуствува на парадата, ја презакажа поседата на Москва за 8 април, со оглед на итноста на напорите на грчката влада да најде излез од должничката криза. Локалните медиуми јавуваат дека при тоа Грција би можела да побара финансиска помош од Русија, доколку не успе да обезбеди цврст договор за спасувачкиот пакет со незините кредитори. Меѓу оние што се очекуваат се и лидерот на Северна Кореја, Ким Џонг Ун, и кинескиот претседател Кси Џинпинг. Како и да е, планирањето на руската прослава на јубилејната годишнина од големата победа над фашизмот успеа да ги подели државниците и повторно да го врати светот во ерата од студената војна. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Каква е позицијата на македонскиот државен врв во однос на учеството на прославите во Москва по повод 70 годишнината од победата врз нацистичка Германија? Според дел од експертите, Македонија треба добро да измери што тоа ќе донесе или ќе одземе при остварувањето на нејзините намери да стане членка на НАТО и на Европската унија. Зорана Гаджовска. Аналитичарите велат дека Македонија треба да ги следи стапките на европските партнери и оваа година треба да не присуствува на парадата во Москва за одбележување на победата над фашизмот во Втората светска војна на 9 мај. Поранешниот министер за надворешни работи Денко Малевски вели дека Македонија е земја кандидат за членство во Европската унија и НАТО и со тоа покрај правата кои ги добива во однос на прашањето за безбедноста, дополнително има и обврски кои што треба да ги почитува. Лично мислам дека со оглед на поведението на Русија кон соседот Украина, со оглед на внатрешните недемократски процеси во земјата
и конечно со оглед на фактот што сојузниците, нашите идни сојузници во НАТО и во Европската унија немаат намера да присуствуваат на парадата која традиционално се одржува во Москва, мислам дека би требало да им се придружиме и Македонија оваа година поинаку да го обележи тој празник, но не и со учество на парадата во Москва. Малевски вели дека со оглед на актуелната политичка состојба во земјава, таа испраќа мешани сигнали во надворешната политика и потребно е сето тоа да се демантира. Со овој став дека ние сме со нашите сојузници и дека ние не ја поддржуваме интервенцијата руска во Украина, меѓу останатото мислејќи и на собствените национални интереси како држава која може да биде подложна на евентуална агресија. Тој објаснува дека пораката што ќе испрати претседателот Иванов со присуството или неприсуството на руската парада нема да остави големи последици врз односите со Европската унија и НАТО. Никој нема нешто особено да се потресе заради присуството или неприсуството на Македонија. Во интерес на Македонија е да им покаже на идните партнери дека е солиден партнер, дека сака да на вистина да ги земе на себе и обврските кои произлегуваат од заедничката политика, бидејќи да не заборавиме, Европската унија е сојуз на држави. Сојуз на држави се однесува така како што ќе се договорат државите членки и тие настапуваат за некои теми, за некои важни теми со еден глас. Значи, ништо страшно нема да се случи, се разбира, но тоа само ќе даде потврда дека ние немаме идеи како кон Унијата и како кон членство во НАТО, а ќе отворат разговори за некаква си проруска македонска ориентација која според мене е неизводлива практично како некоја трајна политичка ориентација. Годинова Русија најави дека околу 2,5 милиони живи ветерани ќе добијат медали, а војните паради ќе бидат организирани ширум државата и во повеќето поранешни советски републики. И тоа беше се во овој видеоизбор во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.